Потреба и нека ви кажам, нема потреба. Своевремено децава мои кога подпораснаа малку и кога ги гледа предизборните кампањи на партиите и ме праша: тато, зашто викаат овие? Викам: сико, кога ќе се качиш на бина и кога ќе почнат да го скандираат твоето име, забораваш кај си. Арно, вие толку се заборавија. Ептен се заборавија. Затоа викам, немојте толку, нема потреба. Јас не сум тука дојде ниту за аплаузи, ниту за скандирање. Значи, забележав една работа. Секој моје појавување во јавноста, вака на некој јавен собир, предизвикува некаде кај некој немир. Не ме интересира дали е тоа диригирано или не е диригирано, меѓутоа почнаа да се повторуваат истите работи што ги пишуваат, што ги прават. Сакам да им кажам дека нема потреба да го прават тоа. Јас не мислам да им одговорам. Ја немам Facebook профил, немам веб страна, немам ништо. Јас имам лице и кој им нешто да кажам, зборам отворено пред сите и секогаш го практикувам тоа. И во оваа прилика не мислам многу да должам, само сакам илустративно да им кажам како изгледаат сите оние наши граѓани кои што мислат и кои што некој ги убедува дека се исти и дека имаат исти третман во државата како сите оние што се во врхушката на раководството, да речем, на нашата држава. Нема потреба. Се мислев дали да го кажам ово, бидејќи малку е вулгарно. Гледам мали деца нема, а и да има, па нека се учат и тие да знаат како треба. Ме охрабрија колегите од Бушавата азбука и сега не можам да ги следам сите камери како што рече господинот Костовски. Че гледам во МТВ. Бидејќи прво треба да ги охрабриме нашите колеги во МТВ, затоа што и они ја имаат истата мака како нас, меѓутоа или немаат доволно храброст, или немаат доволно можност да го направат ово ние што го работиме. Без разлика како е. Ќе ви кажам еден стар штос, ама што е многу актуелен денес. Ако вашиот водач ви го бапне во гъс и вие имате куру гъс и он има куру гъс, тоа се вика исто е, ама не е исто. Така да, за да не се чувствувате така, охрабрете се и направете исчекор напред. Автоматски се ослободувате. Зошто? Ова не беше само за да направам шега и како што обично викаат, че се појавиш таму да ги собереш поените. Не мислам јас ниту политичар да бидам, нити ништо. И да ви кажам уште една работа што е многу битна. Со многу луѓе тука, кои што го лично ги познавам, со кои што сме пријатели. Имаме па дури и со генералот Стојан Чангелов. По многу работа имаме многу различни мислења. Меѓутоа тоа не значи дека за она што е основа на демократијата и на слободата не треба да се бориме заедно. Упатувам конкретен предлог. И тоа предлогот го упатувам не до поединци кои ја водат Македонската радиотелевизија, туку до оние официјалните структури кои што треба да водат грижа за уредувачката политика и кои што треба да одговараат на оваквите собери, а не да одговараат поединци со соопштенија. Дајте ни еден саат у неделата или два. Ние сами ќе подготвиме емисија што ќе се вика "Исто е, а не е исто". И во кое што ќе покажеме како за еден ист настан 10 различни медиуми информираат на 10 различни начини, од кои што 9 се многу блиски еден на друг. Од мене толку, мојот поздрав више предпоставам го знаете. Кога наздравам со чаша викам ајде преживели, а кога ве поздравам викам да сте здрави и живи доживотно.
Благодарам.